го реши проблемот со идентитетот со евреите со горење у гасни комори, да ги изгори сите, ако може, немаше доволно време човек. Може и нека пробаат, зошто? Полесно ќе им биде, па македонци нема 6 милиони како што имаше евреи да ги изгориш. Проблемот е, сакаат да остане светов или, како да речам, глазурата на демократија, на цивилизираност, на, не знам, хуманост, а одвнатре се подрива на еден скандалозен, монструозен начин, се подрива светски, не светскиот поредок, темелните принципи на кои се заснева човештвото. Јас не сакам да учествувам во фашистички процеси. Значи, многу дека е фашистички процес. Па како? Без разлика дали го пропагираат и го Уопште не ме интересираат странците, домашните, тоа е така. Тоа е чист, вулгарен, перверзен фашизам. Во исто време, мислам, тоа не може да се сокрие, не можеме да глумиме ние, не можеме тоа лицемерие кога сме и лично тангирани. Меѓутоа, вака, јас реагирам и кога ќе слушнам за индивидуални, да речеме, права, кога гледам како се однесуваат фашистичките изблици, изборувам. Во цивилизирана Европа, во срцето, членките на Европска Унија, каде што, да речеме, замислете вие процес во 21 век, млади ромки при пороѓај без да им кажат што им прават, без да ги прашаат, ги, како се вика, ги стерилизираат. Па вие замислете, тоа не се случува вчера, нити пред 70 години па да го обвиниме Хитлер. Сега, во демократски држави. Не... И континуирано. Тоа ме фрапира отсуството на реакција. Поголема галама се дига за спомнување на хомосексуалците, таксативно да ги наброиме како маргинализирана група, се зборува за нехуман однос кон кучињата скитници, а не се разговара за едно суштествено ова е. Значи, човештвото го допрело дното преку овој случај, преку македонскиот случај. Вие да не можете да го изразите своето право на самоидентификација, на самоприпаѓање на чувство која сум јас. Имам едно вака хипотетичко, значи пред 2 години кога беше председател Бранко Црвенковски во предновогодишниот говор пред собранието каже сакам да го видам тој маж што ќе му го промени, што ќе му соопшти на граѓаните, на сограѓаните дека е променето името, нели? Се таков маж нема веројатно, он веројатно нешто знае. Да, се обидува да се сити на друг, но хипотетички да претпоставиме дека ќе се најде таков маж што ќе го смени името и ќе го смени. Сега одиме на попис или на не знам. Сега јас не сакам да се пишам Северно Македонец. Во која графа ќе се пишам? Види, мислам теоретски поставам. Еве сега ќе не преименуваат се, еве сега јас не кај да се пишам. Нигде. Туркменистанец. Не постоиш. Може ќе ни дозволат. Као еве ја ако сакам Марсовка да се пишам или Кикирес денеска, можда и као неважечко ливче, као за фрканција. Меѓутоа гледај, пописот не е тоа само статистичка операција. Една од клучните борби на македонците во околните земји е дека не им се дава, не се предвидени никако графа. Да се пишат. Значи, јас, ајде сега како држава овдека, да речеме, ова е еден од тие странични ефекти. Сайд ефекти. Ние ќе си донесеме одлука да се избришаме. Дали сме свесни дека ние одлучуваме и за луѓето кои се осеќаат македонци, си им го одземал правото, висат. Како ќе бидат тие, од каде се тие македонци? Без разлика дали се во Бугарија, Грција, Австралија, Канада. Готово, си ги избришал. Има една ствар како завршуваат тие работи. Јас тоа многу пати им го кажувам и ме чуди и при отварање на овие дебати во Македонија, поготово овие 2 години, како воопшто не гледаат. Еден чекор малку понатаму. Настанува секое насилно интервенирање во идентитетната матрица на еден човек или едно племе или еден народ, предизвикува девастација.
од која после со генерации не се дигаш. Тоа се страотни работи. Да речеме да ги земеме абориджините, да ги земеме еве индијанците. Сите племењето. Деме насилно ги цивилизираа, нели? Им облекоа западна облека, анимизмот, така да речам, религискиот систем им го тргнаа, насилно ги христијанизираа, така. Ги испратија од нивниот стил на живот во западниот, еве, белиот свет. Колку генерации индијанци не можат да воспостават внатрешна равнотежа меѓу сеќавањето на своето минато, на нивните предци, на културната матрица која сакаш некеш ја носи секој од нас и она што насилно, принудно морале да бидат. Се одаваа на пиење, не можат да се адаптираат на светот на развиениот капитализам, вредносниот систем, на потрошачка филозофија. Не можете да го вратите во баланс. Сега, може да отиде во правец на апатија, на самогинење, на самоуништување, но може и револтот да прерасне во нешто сосема друго. Пошто вие не можете да се кладите, нити да земете обврска дека сите на кои сте им го смениле името се помириле, како што сега слушам, за 6 месеци ќе пројде, ќе одува. Не, ова е многу сериозна работа. Може да се јават сериозни последици. Затоа, кога ќе дојдат политичари како Зоран Талер, кој од тоа живее, нели, да ме убеди мене, да ме смува ако треба за он да си олесни, па да добие некоја поголема плата, евентуално бонус, да напредува, да му дадат некој друг случај да решава, кога така ќе ти каже, би требало да помисли што во таква ситуација би направил тој или неговата држава. Јас со албанци вака повремено разговарам, пошто нели они ја добија задачата да од внатре да вршат притисок на македонците со дестабилизација, со закани од внатрешна војна, поделба, цепење и така натаму. Јасно ни беше, кога сме разговарале јас и ти, дека последнава година пресинг ќе се игра, никој од големите играчи не е луд да наметне директно, зашто знае дека тоа е страотен преседан, но ќе прави се од внатре да се случи тоа. Така да, албанците ги прашувам, што ако утре ви се оспори идентитет и ви се каже, да, пошто сакате утре во НАТО и Европска унија многу, и многу ви е важно, ајде сега сменете го името, за да се разликувате од албанците на Косово и албанците во Албанија. Тоа вика не може да биде. Како за нив не може, а за мене може. Значи, мојот идентитет, значи не се солидаризираат, не се ставаат во туѓи кондури за да видат како изгледа. Тоа е страотно. Значи, тука не разговараме за принцип, тука разговараме за интерес или добиена задача да се одработи. Денес имаше прилика да се прочита дека колкави уцени трпела Албанија за поддршката од Грција да влезе во НАТО и да оди